Господин Киров, овие денови Струмица и Радовиш ќе биде домаќин на југоисточниот европски шампионат во спортска ориентација. Накусо, дали се е подготвено, колку учесници, каде ќе бидат се трките така? Да, надпреварите почнуваат од тренинг денот е 7 септември, 8 септември е спринт патеката во Радовиш, 9 септември е долгата на Сувелаки, 10-11 септември е средната на Плечковица и штафетната трка каде завршува Европското првенство исто на Плечковица. Веќе почнуваат да пристигнуваат надпреварувачите. Денес пристигна тимот на Словенија, тимот на Молдавија и тимот на Романија. Пристигнуваат 2 дена пред отварањето на надпреварите, поради остварување на тренинг на терените и поради адаптација од долгото патување до Македонија. Колку надпреварувачи ќе имаме ново југоисточен европски шампионат од кои се земи? До денес официјално имам пријавено 500 надпреварувачи. Денес до 12 часот ги затвараме пријавите. Очекуваме негде околу 30 до 40 надпреварувачи од Србија и Бугарија. Така, значи вкупно колку држави ќе земат учество на овој југоисточен европски шампионат? Вкупно зема 12 држави на овој југоисточен европски шампионат. Словенија, Молдавија, Романија, Италија, Албанија, Грција, Кипар, Турција, Бугарија, Македонија, Црна Гора и Босна. Мене ме интересира паралелно дали ќе се одржуваат и некои други трки кои што ќе бидат надвор од овој југоисточен европски шампионат, од типот на рекреативна Струмица Опен, не знам. Освен југоисточното европско првенство, организираме и 2 трки, Струмица Опен и Радовиш Опен, кои ќе се организираат. Струмица Опен ќе биде ноќната трка овде, традиционална веќе по 27 пат која организираме во Струмица, и другите трки ќе бидат по терените на Плечковица и Сувелаки. Дали овој југоисточен европски шампионат е сконцентриран само на помладите или како е концептот? Не, овде се вклучени сите категории, почнувајќи од јуниори, сениори и ветерани. И само за крај, кои се вашите очекувања од овој југоисточен европски шампионат? Ние како организатори направивме се за пред се сите учесници да се чувствуваат пријатно, да се добродојдени во Македонија. Убедени сме дека и самите хотелиери ќе го остварат тоа што сме го договориле, самите ресторанти. На крај тие имат најголем профит од сето тоа. Убаво е за градот, ги поканувам овде сите љубители на спортот на 8 септември, на работен ден, убав македонски празник, во 7 часот на плоштадот Гоце Делчев ќе се одржи свеченото отварање на шампионатот. Ќе има интересна програма. После ова свечено отварање почнува и ноќната трка, така да дојдете да ги бодрите пред се нашите надпреварувачи, нашата репрезентација од Македонија и сите други репрезентативци. Но и предпоставам ова можност да се биде дел од Сувелаки, но и Бел Камен, Плечковица, кои што исто така се навистина природни убавини. Да, прекрасни терени избравме повторно за овој шампионат. 2014 на југоисточното европско првенство беше се на Сувелаки, сега заменивме со Плечковица. Прекрасен терен, прекрасно место за да се помине еден ден со фамилија и така.